Граѓанската иницијатива Арсеново нова акција. Забраната за вода за пиење на училиштето Крстен Исирков поради недозволена концентрација на арсен во водите од градскиот водоводен систем е истакната од 27 февруари на влезната врата. За учениците општината рече дека обезбеди една чешма со филтер која што го отстранува арсенот. Но како е решението за околните жители околу зоната што ја обкружуваат стамбените објекти со жителите од општина Гевгелија кои гравитираат околу училиштето Крстен Исирков? Ние ќе ги посетиме. Поштовање. Дојте дома на некој? Не, фала. Ние ви носиме вода. Исто ви донесеме и минатата година. Да. Решението со арсенот се уште не е завршено, а веќе има забрана за користење на водата во школата Крстен Исирков. За тоа е сопрена водата. Сопрена е водата и таму користат само една чешма со филтер. Дали сте обезбедени вие со филтер, дали ви обезбеди општината? Ништо не е обезбедил никој. Од бањта ода дето се сточек носа. Од там такви балончини, од там плина вода. Да, ама тоа е 6 километри од тука до Гевгелија. Мора да се мати. Значи, сами се снабдувате? Сами се снабдуваме од бањта пиме. Сега каква е арда, осоците викат дека е добра. И сега од там ојме си пълниме, дето со точката ода, ќе напълне, ќе се сврши пак ќе ојте напълне. Такви балончини, се пиме така. Така, филтер нема, чиста вода нема. Нема чиста. Решение се уште никој не ни обезбедил. Нема обезбедено никој. Никој не е питал дали имта вода убава, дали не имта, дали не. Да. Ние како Ето така сам мачме од таму од стотик целата. Да, тоа е далеко. Каде сме се истурувата. Ута корпата си синта, замилија некој со кола. Но вика смачки и се да право вика. Тоа вика не се кири, јас се свалува човекот од колото, добро изпадна, му помогна и се деля корпат па в точкот, на джади напред па на корпички и си носа сина. Прво тие од кило и поноса, се одвијање. Да. Е така се снабдуваме со таа вода си пие. Тоа е греота во овој цивилизиран век, па први ние да се... Вчера големто дете ја од два вода. Јас му викам, пи од два, се носу, бајте, добра е вода, бајте, ја врта пи. Он вика, не, ако е така, ја вчера се стипа по вратање. Носу, по врати и плаќа. Се плаќа, ја носу, не сака да здрава, чиста вода. Вие живеете во близина на училиштето Крстен Исирков. Таму веќе е инсталирана чешма, една чешма за сите ученици, која што наводно е изчистена од отровниот елемент арсен. Како живеете вие? Дали кај вас се применето некое решение? Дали општината ви обезбеди некое решение за чистење на водата или нова вода, здрава вода? До сега воопшто никој не е дошол да праша дали во врска со тоа нешто, така да не се заинтересирани многу. Јас мислам по мене. Водата ја знам дека одамна не е здрава за пиење, така да не сме вработни колку можем. Купувам вода, така да крајно време е власта да превземе нешто. Сигурно, крајно време. Ете, за тоа се трудиме како граѓанска иницијатива и имате и влада дома, за нив е многу важно затоа што важно е со здрава вода, здрав живот. Чим нема здрава вода, има болки, ама не сме мокни, ние тоа треба државата, властите се така да најки. Секако. Еве, и нашата акција се намера да ги подсетиме. Фала многу. Од 27 февруари годинава и во детската градинка Сончогледи е забранета водата за употреба. Вие сте тука на 20 метра воздушна линија, на другата улица е Ја тука во организација да ви подимам капакло, ми види само капакло, таму си главната линија. Тиња до горе, као смрде тоа, као екипишки охладилно. А од таму вина вода, тој вентил за вода, смата да линиите се забрводат, главните. Ние не го чисто, не го пуста, тоа е се изрегесено. Ние знаеш што пиеме? Вода. Од тие шамотни цевки още се од пред 100 години што и прават градата во водата. Да. Па тоа е отров, жив отров. Да. И плюс има, како викат, арсен, марсен, ѓаволи беса, а за бигор па ти кажат да заваровни. Тоа ни упајна тенџере, воля и вие ќе стана в него. Ја полеши тенџерот, може да ми си.
За децата поставија филтери за вода, наводно кој што го чисти и елиминира арсенот. Вие како жители, пошто го користиме истиот водоснабдителен систем во Гевгелија за цела Гевгелија, да, кај вас се интервенираше ли општината или комуналец со некое решение за чиста вода? Дека нас нема ни филтер, нема тоа ништо си пиемо во вода и долго пати јас се бојам дори и сакам да му дам ни да уплатам за вода. И вика водата вика исправна. Ти вика водата е исправна, вика ние слабо пушкам на лиз, вика водата е исправна. А каква е исправна се? Јас не знам оваа вода. Оваа вода е животворна. Општината на седмица на Советна општина е 17,9 микрограми, што значи 79% содржи повеќе отровни честички од дозволената количина. Тоа не е од сега, тоа кажам на Гилиска општина на градоначалница за водата. Му ви кажам многу од подалу прво прешли години ми кажа за водата дека не чини. Никој не презива мерки од градоначалница. Потоа вие сега вода. Вода не сега да слуша, само ако има негде да се руши, да се прави, да пуши машина за да крајат. И се не за друго. За вода точно не го интересира. И ја од два чешма вода. На 100.000 плати ќе пијам од два вода, ќе ми кажа на кој глуба. Да го видам јас, не ќе да пијам вода, да ќе пијам од таа вода. Да го видам јас, мојова ќе пие. Ние како граѓанска асоцијација Арсена ви носиме, значи... Зопре, чешмата ја сад, зопре само да нема пуи сад вода. Кога ја пуши, после да иде ги пуши црвеница, црнила, излева, 300 чуда излеват од чешмата. 300 чуда, писонци. Нема што нема бре. Регија, црвена. Решение се уште нема. Ние, значи, како асоцијација Арсена ви носиме чиста вода, колку да ве предупредиме дека мора да се заштитите отровниот елемент арсен е нешто што го штети на здравјето на човекот. И бубрези јас се, и така сум. Не бива, и бубрези ме боле тут и се. И ги малат бајта, од бајта по притискот и што упачам. Јас не знам да се чувствам тук, сам чије во сил се близо притискот. Иде ми вика тука, вика јас вика не пијам од два града, од градската вода, од бајта се си пълно по 100 шишиња, вика он искри, знаеш ти, вика, притиска, вика, не може да го влише, вика, трчи, вика, мајке оболно стреса. Оно, чо било, вика, един старче, вика, прекина водата од бањата, вика, не пија пише од бањата, и од краја, вика, се откажаха од неја, вика, нема, вика, меѓутоа беше забранета водата за неупотреблива исто и во селото Ума, она што е познатата чешма пред црквата, што значи дека решението Гевгелија ќе треба многу посеопфатно, не само изворишта, туку и деарсенификатор.